Доколку се озвавте на поканите упатени преку Златен канал или на плакатите во градот и во средата вечер го посетивте нашиот центар за култура, имавте прилика да видите група млади кривопаланчани кои преку култура промовираат хуманост и вистински вредности. Ако не, одвојте неколку минути и ние ќе ви пренесеме дел од атмосферата. Со премиерата на представата Погоди кој доаѓа на вечера, општинската организација на Црвениот крст во соработка со драмското студио при Националната установа Центар за култура и кривопаланечките средношколци активно се вклучија во одбележувањето на 15 годишнината од националната програма на Црвениот крст на Република Македонија, именувана Црвен крст во акција за промоција на хумани вредности. Она што беше замислено како поучно театарско искуство, публиката имаше прилика да го види на национално ниво, синхронизирано изведено на 35 сцени ширум земјава. Локално, нашата публика пак беше презадоволна што по 8 возбудливи представи во рамките на нашиот меѓународен театарски фестивал доби можност барем за една вечер да му се врати на театарот, зашто сведочи и исполнетата сала во Центарот за култура. Може да се каже дека и немаше големи шанси за промашување, бидејќи целната група всушност беше целата заедница. Посетувајќи ги активистите тинејџери, во овој случај и актери од клубот на млади при Црвениот крст, додека ги правеа пробите за представата, не пропуштаа да упатат покана до своите родители, професори, соученици и сограѓани. Голем дел од нив одговорија на повикот и преку представата ја примија пораката на националната програма. Се работи за јасна замисла за културата како систем на вредности, за културата на диалогот како основен предуслов за градење на интеркултурно општество, пред се преку мали проекти за доброто на заедницата. Со уверливата изведба младинците порачаа дека почита за разновидноста на културите и толеранцијата, диалогот и соработката, взаимната доверба и разбирањето се најдобрите гаранции за мирот и соживотот. Самата представа говори за млада девојка која се влюбува во момче поинакво од неа. Во контекст на нашето општество има различна верска припадност. Представник е на ромската заедница ја доаѓа во ново училиште каде уште од првиот ден се соочува со многу непријатни ситуации, но и запознава нови другари. Впрочем, за замислата и мисијата на волонтерите од Црвениот крст говоревме доволно и во пресрет на премиерата. Па затоа по првата изведба одлучивме со дел од актерите и со режисерот да поразговараме за ова искуство, за тоа колку успешно тие ја пренеле, а публиката ја примила пораката. Разбирливо, повозбудени беа оние за кои ова беше прво истапување пред пошироката јавност, средношколците Теодора и Кирил. Јас сум задоволна, прилично добро, ако земеме в предвид дека временскиот период за подготовките ни беше краток и сепак ние сме аматери. Представата помина прилично добро, публиката беше задоволна, барем јас така сметам, и се надевам дека повторно ќе изведеме некоја представа да уживаме и ние и вие. Во неврзан разговор претходно споменавме дека ова е официјално ваше прво представување на големата сцена. Кирил, како ти си помина, како си ти задоволен? Па, како прво искуство беше навистина добро и дефинитивно нема ми биде последно. За еден месец спремам уште една драма. Ке се надевам дека ќе дојдете да посетите. Така. Дали беше тешко пред полна сала, бидејќи прв пат настапуваш? Па не, со оглед на тоа што имавме само 10 дена за подготовки, не ми беше некоја тешкотија да ја спремам драмата. Иако производот настана буквално за 10 дена, Глигор Цветковски, кој подолго време е дел од драмското студио при Центарот за култура, не го криеше задоволството од тоа како се излезе на крајот. Па јас сум презадоволен, публиката имаше многу добри реакции, со овации. Заедно со Црвен крст и Центарот за култура се види дека оваа соработка е успешна и јас сум задоволен. Добро, ова беше како што спомена соработка со Црвениот крст. Како си задоволен од децата кои што овој пат послужија во таа соработка меѓу вас и Црвениот крст, и дали во иднина гледаш со нив исто така да продолжите да работите? Така, секако дека со повеќето кои се слободни, значи сите деца имаат талент во оваа представа, сите деца имаат материјал да работат и да напредуваат, така да со некои од нив кои ќе бидат слободни, секако ќе продолжиме и ќе работиме и понатаму на представите на Центарот за култура, а не откажуваме соработката со Црвениот крст во некоја друга представа. Ние се надеваме дека и во иднина ќе ги пренесуваме плодовите на оваа соработка. Деновиве очекувајте ја интегралната снимка од Погоди кој доаѓа на вечера на програмата на Златниот канал. За крај, само да споменеме дека како и на национално ниво, сите средства прибрани од представата и кај нас ќе бидат искористени во хуманитарни цели.